Гласници на надежда. Глава 32. Живеј отворено. Ние ги сакаме луѓето кои што немаат што да кријат. Ние не ги сакаме тие луѓе кои живеат во темнина. Ние ги сакаме луѓето на кого може да им се верува. Се чини дека секоја заедница и секое семејство реагира на ист начин. Кога некој непознат ќе дојде, чекаме да видиме што ќе се случи. Никогаш не сме сигурни додека не го испитаме. Исус од Назарет изгледаше странец, дури и дома, на неговите браќа. Причината е тоа што неговиот повик беше сосем поинаков од она што тие можеа да го замислат за него. Тие не можеа да замислат за него да биде тоа што тој кажа дека е. Тие сметаа дека тој треба да живее отворено. Во нивниот одговор во Евангелие по Јован, 7 глава, од 1 до 13 стих, ќе разбереш зошто го кажувам тоа. Потоа Исус одеше по Галилеја, бидејќи не сакаше да оди низ Јудеја, затоа што евреите го бараа, за да го убијат. А наближуваше јудејскиот празник на сениците. Тогаш неговите браќа му рекоа: замини од тука и оди во Јудеја, за да ги видат и твоите ученици делата што ги вршиш. Затоа што никој не прави нешто тајно, кога самиот сака да биде познат. Штом ги вршиш тие дела, објави му се на светот. Затоа што ни неговите браќа не веруваа во него. Затоа што Исус им рече: моето време се уште не е встасано, а за нас времето секогаш е згодно. Светот вас не може да ве мрази, а мене ме мрази, затоа што сведочам за него, оти неговите дела се зли. Вие појдете горе на празникот, јас нема да отидам, затоа што моето време се уште не е исполнето. Тоа им го рече и остана во Галилеја. А кога неговите браќа отидоа на празникот, тогаш отиде и самиот, не јавно, туку тајно. Во овој разговор ќе подигнам неколку одговори на предизвикот со кој Исус се соочи да живее отворено, што треба да не доведе од верувам до вера. Браќата на Исус го потикнаа него. Неговите браќа рекоа: покажи се на светот. Сега, дозволете ни да ги разгледаме поставките на овој разговор. Еврејскиот празник на сениците се наближуваше и овој празник ќе собереше многу народ во Ерусалим. Овој празник, уште од времето на Мојсеј, каде што секој маж требаше да биде присутен. Тие одеа во Ерусалим за празникот. Ова беше прекрасна можност за Исус да се сретне со народот и неговите браќа го потикнуваа да оди. Мислам колку лесно мажите денес би скокнале во таква прилика. Ваква случка би била прекрасна прилика да се биде во центарот на вниманието, да се биде во првиот ред, да се биде таму каде луѓето можат да те видат. Но не и Исус. Неверието на овие браќа ги остави безнадежни. Исус им рече: вие појдете горе на празникот, јас нема да отидам. Но Библијата ни кажува дека неговите браќа не веруваа во него. Некои луѓе изгледа бараат повеќе и повеќе докази. Не е важно колку докази веќе виделе. Тие се уште продолжуваат да бараат за повеќе и повеќе докази. Тие му рекоа на него: покажи се на светот, за да и твоите ученици поверуваат во тебе. Тие го рекоа тоа не дека тие веруваа, но поради тоа што сакаа да му отежнат на Исус. Вториот одговор кој го забележувам во овој разговор е одговорот на Исус кон браќата. Вие појдете горе на празникот. Моето време се уште не е встасано, им одговори тој. Во оваа изјава гледам многу јасна индикација каде Исус го имаше својот живот многу внимателно подредено. Тој живееше според распоред. Внимателно располагаше со времето. Исус им рече: моето време се уште не е встасано, а за вас времето секогаш е згодно. Не сум сигурен за се што Исус сакаше да каже, но сум сигурен дека тој сватил дека неговиот живот е живеен според божествениот план на Бог. Тој тоа го чувствуваше. Тој сватил дека неговиот живот беше испланиран пред време. Тој рече: за вас времето секогаш е згодно. Во многу аспекти тоа значеше дека тие немаат што да изгубат и немаат што да добијат.
Тоа не беше толку важно за нив како што беше важно за него. За тие да отидат, тој ги поттикнуваше своите браќа да одат на празникот. Библијата ни кажува дека тие отишле. Мислам дека некои луѓе не ја познаваат вредноста на правото време. Важноста за случката им го одзема тоа. Тоа не беше така со Исус. Како што тој живееше отворено, се беше многу важно за него. Така тој им кажа на браќата: вие појдете горе на празникот и тие заминаа горе. Покасно и Исус замина горе. Читав дека имало некој голем разговор помеѓу луѓето кои беа собрани за празникот, кога тие не можеа да го најдат него. Го имам и третиот одговор за вас. Луѓето се расправаа за него. Некои велеа: не, тој ги измамува луѓето. Но имаше и такви кои ја видоа добрината во него и рекоа: каде е тој? Тој е добар човек. Други рекоа: не, тој ги измамува луѓето. Тие го видоа него како измамник, но тие не успеаа да го разберат него. Крајниот заклучок е дека никој не зборуваше за него отворено, затоа што се плашеа од јудејците. Јас научив дека луѓето се уште расправаат за Исус. За време на неговиот живот тие беа збунети за него и се уште се. Дури некои од најбрилијантните умови во светот се сопнуваат и се прашуваат за него. Дозволи ми да ти кажам, тој е Христос. Тој не е само добар човек, но тој е Месијата. Исус немаше ништо за криење. Тој го организираше времето за да биде таму во вистинското време. Тој ја разбираше човечката природа. Тој те разбира тебе. Како ќе одговориш на него? Што мислиш за него? Гласници на надежда.